Утринско еспресо на Радио Лидер, 9 часот. Денеска малку доцниме. Јас истражував до доцна навечер, творев по скопските кафеани и барем тие што работат, што исполнуваат стандарди, а после 12 у Скопје само на бензинска може да искачате, не знам дали. Знаете, ви се извинуваме за доцнењето утро заедно со мене, му се извинувам и него за доцнењето. Сотир Костов, добро утро, Костов. Добро утро на нашите слушатели, а навече нашите гледачи. Немој да се извинуваш, Златев. Кафанската школа или Кафанскиот универзитет, ако го поминеш што поскоро, ќе видиш многу поотпорен на негативните енергии и притисоци во нашето општество. Во моментов на длабоко постдипломски, веќе на докторски во кафанскиот живот, она што се нарекува веќе degree high. Имам уште многу малку ниво до поднесувањето на мојата кафанска дисертација. Ја веќе имам 2 доктората кафански. Да, Кочански и Скопски. Дури малку и белградски. Малку. У Белград имаш магистериум сам. Могуче речи. Да, магистрирал во Белград, докторирал овде, но важна кафана е. Но ово утро имаме навистина сериозни теми, ќе се опфатиме да анализираме во оваа емисија сотир 3 работи. Ајде да видам. Првата е оној протест на родителите од Кочани кој вчера се случи во Скопје, втората е интерпелацијата на Панче Тошковски, а третата е она несреќна изјава на Марта Кос, еврокомесарот за проширување. Ајде да почнеме со родителите, може? Ајде, зашто да не? Следеш ли вчера што се случиш? Не можам да не следам, иако ја реков ќе молчам известно време, додека не ја направа мојата анализа за несреќата и малку пошироко во Кочани. Анализата излегува најверојатно во среда, чудна работа, така сум засадрал после празниците, па могуче да промовираме и во Лидер. Апсолутно. Договараме со некои други медиуми, ама Лидер си е лидер. Лидер си е лидер. Види, за ти кажам, тоа е една тешка тема, тешка, траурна тема. Болката е се уште присутна. Родителите кажав ја, че првиот ден во неделата по насреќата, во понеделникот и во вторникот на моите настапи, долго време ќе чувствуваат болка, долго време и нема да знаат што ги снашло, и имајќи во предвид дека загубата нивна е немерлива, јас можам да ги разберам во се. Можам во све да ги разберам. Апсолутно. Таа загуба не се мере. Ниту квалитативно, ниту квантитативно, па дури ако сакаш и духовно, душевно, како сакаш. Тие само бараат одговори. Е сега, во методот на барање, може би некаде грешат, може би некаде на погрешни адреси се обраќат, ама еве тука сме ние кои се бавиме со медиуми, па и со некои други работи, ете да укажеме некои работи. Вчера да бидам искрен, ево, што не мене ми вика, таман ги бранеш власта, ова, она, етикета имам во Маровска и така натаму, што ја мислам не е точно. Имам право ја на моje мислење, мој став и на моја опција, али сум си независен. А јас вчера едно не можам само да одобрам. Повиците убийци, кога дојдоа Филипчи и екипата меѓу родителите, и мислам дека тоа е непримерен изјав. Непримерна етикета. Ако воопшто постојат убици, то треба да се установи во постапка судска, јавно обвинителско обвинение судска, да се види кој е виновен, кој е одговорен, мање више веќе наслутуваме, и дори потоа некому да му залепиме таква етикета. Знаеш како? Независно дали станува збор за представници на власт, независно дали станува збор за представници на опозицијата, не ги двојам, нели? Во овој случај, родителите имаат еден крајно оправдан гнев кон се што значи политика, политичка елита, судство, судска елита. И тука нема дилема. Тука секој политичар треба да наведне глава и да ги изслуша и најлошите работи што ќе му го кажат. Независно дали тој политичар се викал Мицковски, Тошковски, Филипче, Борис Крмов, и него вчера го свирка,
секој треба да наведне глава и да ги ислуша тие извици, барем според мене. Зошто го тврдам ово? Затоа што тие луѓе го изгубиле најмилото. Да. Тие луѓе нема што да изгубат и разбирливо е, ти не може да очекуваш никакво рацио, не можеш никаква како да кажем непристрасна анализа од човек што го изгубил најмилото. И тие бараат одговорност и нив им се виновни сите. И тоа ќе продолжи да биде така. Ние не може тоа да го смениме. Ја се борам да го сменам тоа. И нека ме напаѓат. Види да ти кажам. Адресите прави мораме да им ги кажеме на тие луѓе. Политичарите не се правата адреса за барање да се испорача правда. Беа и пред обвинителство. Чекај сега, не ме предухитрувај. Значи, Златев, здравиот разум вака вели. Имаш локални власти, имаш судски власти, имаш обвинителство, имаш полиција. Во овој четириаголник се адресите кои треба да се бара виновниците за големата несреќа и за нивната загуба. Да завршам, да волам сега. Да. Значи, локалната власт, градоначалникот и сите служби. Локалната полиција, како се вика, МВР Кочани. Каде е тука обвинителот Кочани и обвинителство Кочани и тогаш и порано и најрано? Каде е основниот суд? Каде се они да гонат криминали за дрога и нелегален алкохол за малолетници и така натаму? И каде се тие да проверуваат дивоградби и незаконски пренамени на објекти? Еве ја правата адреса. А пази, политичарите ја имаат вината што преку извршната власт, преку законодавната власт не ги создале условите да работите одат канализирано и во постапки како што треба. Повели, микрофонот е твој. Да бидеме искрени. Тука имам и ја една забелешка. Не само кон обвинителството, туку и кон МВР. Објективните виновници за конкретниот случај се јасни. За конкретниот случај. Тоа е собственикот на објектот, тоа се тие раководители таму, тоа е тој што внел пиротехнички средства, неовластено. Ајде, провокативно. Знаеш ли кој внел тие средства? Знаеш ли кој ги внел тие? Од бендот, според информациите. Добре. Пошто ти си еден од најинформираните новинари, до следната емисија да се информираш кој ги внел пиротехнички. Океј, не знам. Но ќе бараш обработка на едни телефони. Ќе добиеш информација. Тие кои ги внеле пиротехничките средства, независно кои си, јас не знам. Заедно со собственикот на објектот кој за профит го направил тоа и заедно со обезбедувањето кое имало обврска да не дозволи да има толку многу луѓе внатре, се виновниците за конкретниот настан. Да. Системските виновници не за конкретниот настан, туку за едно сосем друго кривично дело, а тоа е овозможувањето овој објект да функционира, се сите оние кои сега ги апсат од обвинителството. Тоа се корупција, злоупотребна и злоупотреба на службена должност и совесно работење. Но тоа се, јас сум разговарал ова пред да го тврдам со десетина правници и сите велат. Тоа се едноставно други кривични дела. Конкретниот случај е едно кривично дело и таму кругот е мал, тесен и јасен, но широката слика се серија на други кривични дела не поврзани со овој настан. Не поврзани. Но кои довеле до овој настан. Индиректно поврзани. Индиректно. И ти не можеш во македонскиот правен систем за индиректна, нели, состојба, ти не можеш да го тужиш тој што направил сертификат за деца што умре, фалсификат за деца што умреле. Таков не е правниот систем, ако не ви се допаѓа, сменете го. Но тоа е правниот систем. Да се разбереме. Она што е јасно кај родителите е дека тие чувствуваат огорченост, болка. Тоа е огромна група е, нели, погодена сега. И, им го нема најмилото. И овде покажувам
целосно разбирање и сметам дека секој политичар во земјава треба да покаже и да наведне глава целосно разбирање. Но, сега ќе кажаме на работа што на многумина нема да им се допадне. Прво, вчера видов некој господин што држеше харизматски говори, рекол дека тој не е татко на загинато или не знам. Дека практично станува збор за човек кој таму е активист. Разбирам. Ти објаснам. Роднини. Ама докажи си. Има роднини кои се повредени и исто така, веројатно е некаков роднина. И тоа е во ред. Но, политичките пораки да се правило експертска влада, имаше таква порака, експертска влада, што има да се прави поради ова? Кажуваат дека некој се обидува политички да ја злоупотреби болката на родителите. Тоа е прво. И тука застанувам. Не планирам сега да бидам тука човек што ќе шиканира и така натаму. И втора работа. Вчера низ изјавите што ги видов изјава и на една госпоѓа, мајка на загинато дете, сочувство до неа, до семејството, до цело Кочани, ја разбирам за болката што ја има, но вели, ни се закануваат дека ќе не казнуваат што сме пуштиле малолетници. Јас имам тука друг коментар. А тоа е, јас како граѓанин на Република Македонија сум разочаран од системот што досега не добиле казна сите родители кои имале таму вечерта малолетници, независно дали деца загинали или не загинали. Зошто го тврдам ова? Затоа што сите излегувате со транспаренти, нема систем. Сите со транспаренти го обвинувате системот, сите зборувате против системот, а ако системот функционираше, што очигледно јас сум разочаран од тоа, до овој момент требаше да добијат прекршочна казна, тоа е прекршочна казна, или за малолетни како ти фатат навечер. Знаеш? Има и друга казна, ама пак на нивни грб без злате да се скрши. Не, докажи се. Системот почнува од таму. Добро. Продолжува од таму, па после ќе ги собираме и полицајците, и судиите, и обвинителите, и газдите, и инвеститорите, и тие што плаќале мито сите. Но, кога системот делува, почнува од основната единка на системот. А тоа, Сотир Костов, а тоа, почитувани слушатели, а тоа, почитувана македонска јавност, е семејството. Основната, ми влегуваш во анализата. Заедница. Тој дел е семејството, образовниот систем и заедницата. Заедницата почнува од дома. Семејството е група над 4 луѓе кои се биолошки поврзани. Мајката и таткото не со другите. Од таму почнува одговорноста. И чим вие сакате системот вас да не ве казни и протестирате за системот вас да не ве казни, вие практично не протестирате за да се подобри системот, туку протестирате за системот да стане полош. Јас овде завршувам. Добро. За да не излезе дека јас се пресметувам со родители на жртви, не сакам да го имам тоа, не сакам да го правам тоа и уште еднаш повторувам. Јас овие луѓе целосно ги разбирам и целосно ги поддржувам. И сите политичари, од власт, од опозиција, од помали партии, од судство, се, треба да ги наведнат главите и да молчат пред овие луѓе кои го изгубиле најмилото. Ова многу повеќе си ова превод, колку ова превод за родителите, ама ќе ми треба многу време да елаборирам, ќе го оставам тоа за следната емисија. Златев, знаеш ли што е проблемот? Проблемот што никој не сака да виде позадината која е многу црна и лоша, грда. Пробаа прво да манипулират со младите во Кочани, кога се оној ден критичен, кога се создаде нередите, па се најде едно световно лице, го спречи тоа. Неуспешен обид. Пробаа да манипулират со младината црвена на левица онлайн од српското влијание и тоа беше осуетено, не успеа. Следен обид беше, кој е следен, не заборавете, таму први се
изрекоа извиците убијци и така натаму. За мене и тоа испадна неуспешно и пазете сега. Сега наред се родителите и блиските на загинатите и повредените се обидуваат луѓето позади завесата да манипулираат со нив. За почеток еви ги моите совети. Ја вчера видов разногласие, Златев. А гледам и ти малку си ја осетил, таа мада ти поинако ја кажуваш. Родителите час поскоро треба да се соберат сите сами и да одлучат кој ќе ги представува во јавност. Може да се изберат од нивниот состав, а можат и да најдат специјална организација за тоа. Има нешто што се вика про боно, без надокнада. Каде се тука Сдруженијата на адвокати, каде се оние бројни организации за правото, за праведно судење и така натаму, да им помогнат. Зошто да им помогнат? Да ги канализираат. Едно е право, правна одговорност, кривично правна одговорност, каде што треба да им е најголемиот фокус, а друго е политичката одговорност и друго е моралната одговорност. Значи, час поскоро да го направат тоа. Ја нема да одам во детали, бидејќи ја и ти се многу разликуваме во генерација, и второ, јас сум кочанчанец, ти не си, јас сепак морам малку повеќе да внимавам. Вчера, и да одам кој шо рекол од нив, значи, вчера се виде дека некој манипулира со нив, нека ми простат, им дале имиња, ги читат. Не можат они да судат. Сабајле некако усмеја, ја спомнавме Библијата, ама таму има една мисла: не суди за да не ти судат. Во ова држава суди судот. Во ова држава обвинува обвинителството. Во ова држава првите информации за кривично правено дело и сторител на истото или сторители ги прави полицијата. Ајде да ги почитуваме тие институции да ни испорачат резултат. Потоа да велиме не си ја завршиле работата, делумно ја завршиле работата или во најголема мера колку што дозволуваат условите ја завршиле работата. Значи јас сега го дигам гласот против манипулација со родителите и блиските на загинатите и повредените, ја користат нивната болка и нивната тага. Разногласие. Јас го анализирав случајот 27 април. Адвокатите ги здробија од пари, не им испорача никаков резултат. Драконски казни, ги насамари обвинителката, ги насамари судиката, на сите адвокати им рече прво да се откажат од некои докази, кобајаги ќе биле поблаги казните и бе фер судењето, ништо од тоа. Ова е многу поучна школа, сум го анализирал тој случај. Сега треба да се припремат родителите за организиран, канализиран настав во своите барања. Првите, и тука завршувам, првите барања треба да бидат сконцентрирани кон локалната самоуправа, кон полицијата, кон судот, кон обвинителството. За кривично правиот настан. А пошироко за дрогата во Кочани. Зошто е Кочани центар на дрога? Сега имам една забелешка. И за алкохол, точење на малолетници. Е поширокиот контекст за кој треба исто така да се сега цитира. имам една огромна забелешка и до МВР и до обвинителството. Па сега нека ме сватат Ајде да чуеме. како сакаат. Ние видовме 65, во моментов се води постапка кон 65 луѓе за ова што се случило таму. Таму имаме од бивша генерална секретарка од СДСМ-та во Министерство за економија, што фалс нели, како се вика, лиценци имал објектот, до, како се викаше, Бектеши, до овој, до оној, до бившите тројца градоначалници, од кој еден излезе документ како бар од државна пазарна инспекција да не му дава дозвола на објектот. Зборуваме за како се викаше овој господинот од Европа 92 Радко. Сотир, проблемот е дека држава постои за да не суди толпата, туку да судат правниците. Не, И ние, судиите да судат. Судиите да судат. Не секој правник е судија. Немаме состојба
во кое што толпата наметнува кој треба да биде апсен, кој треба да биде затворен, кој треба да биде изгорен. Извинете, но тоа не е да не смеат институциите да си дозволат, ниту обвинителство, ниту полиција, не смеат да си дозволат да носат одлуки, да отвараат истраги, да бараат притвори, само врз база на сентиментот на толпата. Тие треба да го прават ова врз база на правото, правдата и законите, а не врз база на мислењето на толпата. Излегува некој неписмен, излегува направил лайв стрим, вика полицајците зошто никој не ги затвара, па тие доле коментира. Следниот ден собира полицијата полицајци кои може и никако да не се вмешани во. Ги собира бившите градоначалници и актуелниот градоначалник кој може, а ние гледаме дека локална самоуправа... Гајзов тука би рекол objection, ќе се чекам да завршиш. Локална самоуправа нема никакви ингеренции. Значи, не ги делам политички, имаш тамо 20 од ВМРО, еден од СДС, од градоначалниците. Но нема човек, не постои, јас зборам со градоначалници, 20 градоначалници ми беа од две различни партии гости и вика, ако се запали некој од објект било каде, од ваков карактер, и мене вика ќе ме соберат, а јас не можам буквално ништо да направам. Не можам да го затворам, не можам да ставам пломба, не можам ништо да направам. Имаше ситуација на центар градоначалникот која се бореше со оние кафулиња, да не ги споменувам, да не ми се јавуваат после. Ништо не може човекот да направи. И сега, ако се запали тој објект, ќе треба истиот тој градоначалник кој се борел против тој објект да го затвараат како што ги затвараат овие. Проблемот е, не се ориентирајте од мислењето на толпата. Ориентирајте се од правдата и од законот и од законските надлежности, законските злоупотреби што ги правеле тие и така натаму. Може ја сега да продолжам. Во најголема мера до некаде си во право. Ама воедно избрзуваш, немој да ми се љутиш. Ја ќе дадам поинакво мислење од тебе, еве зошто. Правната култура, правното искуство и јавно обвинителското во мене од минатото не ми дозволува да коментирам истрага во тек. Истрагата почнува од нулта точка. Почна на 16 март. Истрагата се развива, се фокусира, се проширува, доживува кулминација и завршува со поднесување на обвинителен акт, ако така оценат обвинителот или обвинителите. Имајќи го во предет овие две работи, моето искуство и културата, јас не можам да резонирам со тебе исто, иако во праксата ти си во право како се случувало. Ама Златев, да дадиме шанса на органите што ги кажав да си ја вршат работата. Соир Костов, дента кога ќе биде поднесен обвинителниот акт, ќе го грабне микрофонот и ќе ги даде првите најточни констатации каква истрага имавме. Јас само едно ќе ти посочам како да размислуваш, имајќи у предвид, ти го знаеш моето мислење за тебе, како е за истражувачки новинар, дека е многу високо. Земи ги матриците и земи ги парадигмите. Трите случаја најслични на овој се Ласкарци, Бесатранс, Модуларна. Таму без малку немавме истрага, овде имаме обемна истрага. Ке видиме дали е преобемна. Таму немаше обвиненија сем на оние докторите, ама тоа е во здравствена линија, а не по кривично правна линија за градбите нестандарди и така натаму. Овде имаме многу обсежно истражување и надополнување на истрагата. Немој да мислите дека полицијата и обвинителството се водат од толпата. Тоа е едно чудно подударање кој некој ги подучува како што да барат, излегуваат луѓето во јавноста, а овие си ја тераат работата. Имајќи во предвид дека бројката веќе оди кон 60 луѓе во истрага, кон 3-4 правни лица, јас лично мислам дека ова е сестрана, обсежна истрага. Зошто така мора да биде?
треба да се земат сите контексти на in media res кривичното дело, директната одговорност и широкиот контекст, индиректната одговорност, причинско-последичната врска зошто дошло до ова. Ке има повеќе кривични дела, зашто сега истрчуваат, сите ке биле за едно дело. Од каде знаеме? А дали некој дошепнува од обвинителите? Ако е така, срам да им е на обвинителите. Не. Они водат истрага. Они собираат докази. Доказите, материјални пред се. Вештачењата и исказите на сведоците и на обвинетите идни, а сега истражувани, ќе им покажат кои кривични дела ќе бидат во фокусот на обвинителите и за кои кривични дела ќе има обвиненија. До тога, Златев, јас нема да се произнесувам, само давам овие нападства да се малку да бидеме трапеливи, а кажав уште во понеделникот по несреќата. Многу лошо е ако улицата земе да суде, ти велиш толпата, се согласувам. Многу лошо е ако го земеме законот, се вели на талион, око за око, зап за зап. Многу лошо е ако некој ги поттикнува, ги бацка, што викат тетовчани, родителите да барат освета и одмазда. Не. Тие треба да барат правда, најголема правда, и овој пат судскиот систем, извини, треба да биде ригорозен. Не само што ќе треба да биде правичен, него треба да биде ригорозен, бидејќи до кога, и тука завршувам, ќе идеш во болница да бараш здравје, ќе те запалат. Ќе идеш во странство да се прошеташ, ќе изгореш во автобус. Ќе идеш на забава во некој клуб, ќе загинеш, ќе те изгоре огинот, ќе те лапнат пламените. Па ова мора да прекине ова лудило. А ќе прекине само ако им даеме шанса на институциите. Во случајов, полицијата, која во најголема мера си ја заврши работава, уште врши по налог на обвинителите. Ја не знам како не гледа дека обвинителите ги дават налозите. Тошковски бил главен. Не е точно. А ја не знам зашто велат Косевски ја води истрагата. Не, ја води една женска, името не го знам. Ке го разберам за следната емисија. Правата адреса е кај тој обвинител, тој тимот го раководи. Државен јавен обвинител не ја води ова работа. Не може, не му е работа. Да, така видиш како знаеш. И сега да ги оставиме судиите да се припремат и психолошки, бре луѓе. Ова ќе биде многу тешко, ова ќе биде најтешкиот процес во мојот живот во растек од 68 години, а 44 години право, што мене ми се случило, а во минатото имав еден. Ама од помал обем, иако опасен беше и тој. Убиството на судиката и на двете фамилии во Виница. Ајде овој пат да сме коректни и да очекуваме системот. Тоест, овој пат ја веќе нема да употребувам зборот системот. Институциите да дадат фидбек, да дадат резултат, Злате. Пак ќе кажам, ги разбирам, ја би постапил идентично, родителите се во право. А така почнавме да е. Но, пак ќе кажам, се согласивме. Не можам да дозволам, исто како, знаеш како, секоја гледам дека тој првиот што излезе на протести, сега е градоначалник на Кочани. Првиот што излезе на протести, првиот што даваше изјави по телевизија, у моја куќа, на мојот среден син е најдобар другар. Значи, затоа не давам изјави. Првиот што даде изјава на телевизија, сега е градоначалник на Кочани. Првиот. И сега прашањето си го поставувам. Зарем не име очигледно на овие зацрнети луѓе дека на гнивниот грб некој си гради политичка кариера? Добро, не мора да бидеш толку строг. Не, построг сум. Ја вака ќе ти кажам. Построг сум. Вака ќе ти кажам. Слушај го ова. Го избра, нека работи во Кочани, еве, му се обраќам на Венко. Он ми подпишува договори со Струмица, со Стевче, со Центар. Те избраа ти да работи, засукај ракави и покажи дека си поинаков од СДСМ, од ВМРО, од другите, работи во Кочани. А договорите, помошта од страна и така доаѓа. Така да, ајде да му даеме шанса до крајот на мандатот кој му е краток, да видиме што ќе покаже. Ја повеќе не можам за него да зборувам, на еден од моите синови е другарче од мали нози и ќе бидам субјективен. Едноставно велам,
еве ти е шансата, ја бараше шансата, искористи ја најправилно како што треба. Не За знаеш време на како? изборите ќе видиме што сработил за овие 6 месеци. Имаше шарена револуција, освен што неколку луѓе направија поради неа кариера, друг аир не видовме, ние видовме само штета. Ама немој да ми ја збориш таа Значи, шарена не е револуција. исто. Тоа Имаше е катастрофа. протести за на времето се сеќавам Лија сте чајката, оној како се викаше тутунарот. Што ти текна сега? Ама не е тоа. Да. Тоа е како намерно некој да ги прави тие сценарија, знаеш, така да излекува луѓе, ќе видат паричка, ќе видат кариера, ќе направат нешто и ќе ги злоупотребат оние кои изгубиле се. Исто како оној господинот вчера, јас повреден родител, извинете, иако мислам дека тој не е родител што држеше говор вчера, не знам. Добро, остави го, немој сега. Не. Јас знам правата вистина, ама не можам да зборам. Не можам да зборам. Нека си најдат човек што еден ќе ги представува. Они вчера беа разногласие. Неко примете тоа. Почна и меѓу себе да се карат. Па тоа некој го бара бре Златев. Не, они треба да се единствени треба да се. А не пред камерите да се расправат. Чекај малце. Ти бараш правда или ти бараш да бидеш политичар или ти бараш да ја водиш Македонија? Ја вчера човекот ми изгледаше како политичар кој он барја Добро, јас ќе се експертска воздржам. влада 3 месеци пред избори, чека малце полека. Ама види, не видели дека читаат. Напишано им е, кажано им. Тука завршувам. Од разбирливи причини јас ќе се воздржам. Ајде пред пузат уште една тема. Вчера имаше интерпелација на Панче Тошковски, министерот за внатрешни работи, поднесена од Левица, ако не се лажам. Не се лажиш, првата од Дујова од Левица. Димитар Апасиев не се појави вчера ниту пред граѓаните од Кочани, ниту пред ова. Беше се сликаше на гробот на Антонио Грамши во Италија, претходно сликаше на гробот на Тито и на гробот на Ходжа. Енвер Ходжа. Иван С. Мирчевски вели ова е некрофилски туризам. Значи, на ова одговорија од семејството Апасиеви дека тие едноставно сакаат да додат на гробовите на своите идоли. Јас треба веројатно за нови да добијам фотографија од мене на гробот на Карл Маркс. И сега не ми е јасно како е можно Апасиев да таков комунист, таков да отиде сегде на гробовите, да не отиде кај таткото на комунистичката идеологија Карл Маркс, кој се наоѓа во Северен они Лондон. комунисти ли се? Па не ли се комунисти? Не може да отиде. И морам да признам дека Сотир Костов се повеќе ми личи на Карл Маркс. И немам потреба да одам на гробот, го имам лично Карл Маркс наспроти мене. Секое утро, значи... Види сега, види што ми правите. Ја немам брада, не можам да видам Едни ми викат на Хемингвей личам. Ти ми викаш на Маркс. Оне Миленко, мојот пријател, ајде да речем, ми вика дека сум бил Садам Хусин. Како бре не ви е срам вака да ми правите, бе? Јас сум си Сотир Костов, човек со бели коси и бела брада. Толку. И овој пат почише на коса, иначе има долга коса. Слична фризура имаш Ако Маркс, за мене е комплимент јас да личам на Маркс. Иначе јас сакам да личам, его мојот идол. Тука малку да те провоцирам за Апасиев. Јас сакам на Че Гевара. Немаш такви црти се. Што да ти правам? Па не секој има желба сега. Повеќе личиш на Маркс од што личиш. Мене младоста ми помина со Маркс и Енгелс. Ај вака да зборим за... Ја не брада, не можам да бидам Енгелс, иначе ќе бевме совршена комбинација. Ја на еден од синовите реков, абе тато, немам густа брада, пушти ќе видиш твојата е пубава од мојата. Или што би ме рекол, послуша. Еден мој професор од средно, Маркс и Енглес. Енглес бе, да, ти си Енглес. Ама кој викам, овој Енглес. Ти си Енглес. Потом сватив дека мислел мала пермутација, видиш што прави. Значи, но нема никаква врска. Апасиев ја иницираше сета таа постапка против Тошковски, го снема, не помине интерпелацијата, огромна подршка на социјалните мрежи од сите можни функционери на ВМРО ДПМН истакнуваа колку е добар, важен и колку го поддржуваат функционерите на ВМРО. Тошковски. Тошковски со работата што ја прави овие 9 месеци се ја забетонира барем сега за сега својата функција што ја има.
Дали треба јас да зборувам како ја почна функцијата, до каде дојде, колку терористички групи открие, не сам со тимот, колку барони сместија у затвор, колку кокаини, дроги фатија, и сега да не зборам, не сакам многу да зборувам, ама ја едно приметувам. И Дуи и Левица работат во интерес на Тошковски. Значи, овие две интерпелации, особено вчерашната, само му го кренаа рейтингот на Тошковски како министер, и тука ја негде би прекинал да ти кажам, не сакам луѓето од сегашната власт да ги величам, од причина што им давам шанса нека работат. Низ работа ќе се виде дали се поразлични од претходните, а морам да кажам дека мислам дека се многу поразлични од претходните. А второто правило на брендингот е make a difference. Првото е фокус, а второто е make a... Они веќе прават разлика. Они прават... Вчера го виде како од 15 жилеи ги прими родителите, разговараше, се потруди да им објасни што работат. Ја лично мислам дека го сватија. Ја имам една теорија. Така да, ја толку би кажал за Тошковски. А Пасиев вчера му заврши работа на Тошковски. Ја имам една теорија дека ова може да звучи навивачки, може да звучи лошо, но дури и најлошото ВМРО, ДПМН, а најлошото ВМРО ДПМН е она веројатно шофери што имаа банки, ако се сеќаваш, на времето која беше казината, ајде што ги држеа, се знаеме. Бошковски која беше од сладкар стана нели министер, тоа е најлошото. Немој брат љубе да ми го закаш. Значи де факто од еклер индијанки стана министер, се изнаглупира, отиде во Хаг, се врати, продолжи да се глупира, се не знам кај. Мислам дека со ВМРО коалиција повторно. Неважно. Брат Љубе, тоа е најлошото ВМРО во историја на Македонија. Сите мои аналитички, како се вика, вештини го покажуваат тоа. Но дури и најлошото ВМРО секогаш покажувало подобри резултати и од најдоброто СДСМ. И тоа е сериозен проблем во македонското општество. Друже Златев. Значи, и сега значи да види, баш бевка Јанаки во подкаст и он ме прашува, вика, ама ти немаш и забелешки за ова власт? Како немам, вика? Ама бе, ти само со власт и почна да се дружиш, бе, што е работа? Уживам да частам. Уживам за да частам. И частењето ми оди од рака и вика, со кој е најубаво да се дружиш со власт? Се шегувам, нормално. Учам лекции за домакинлук. Со еуфемизам. Па не знам дали Јанаки сме најсоодветни за тоа. Но властите се познати како домакини. Да, тоа не можеме да им го земеме. И вие сте како ВМРО. Најнедомакините власи се подомакини од најдомакините македонци. Немој така, немој. Ова не ти го прифаќам ова. Да, се шегувам нормално, но и он ми викам како немам забелешки, имам. Зашто имаш? И му кажем за зона. Но пак ќе ви кажам. И најлошото, значи ВМРО во најлошото светло, да го извадиш, е систем во однос на економски резултати, социјални резултати, владење на право, ако сакате, медиумски слободи и така натаму, во однос на најдоброто СДСМ. Значи ми кеф сега, малку тебе нека те оговара сега дека си ВМРО-вец, доста мене ме оговара. Значи, доста мене ме оговара. Не, ја од денеска ти давам, мислам заслужуваш, да. Ама не ми треба тој сертификат, затоа што па тоа што се подобри од СДСМ не значи дека се добри. Знаеш. Па имат уште 3 години и 2 месеца без Златев. Имаме многу замки. Златев. Ме сваќаш. Та молам прифати дека мандатот трае 4 години и он има 3 години и уште 2 месеца да се докаже дека се добри. И ја лично мислам тоа време треба да го искористат рационално, квалитетно и да испорачат резултати. Како тргнало ќе се случи тоа и помалку да фокусираат Дуи, бидејќи Дуи полека оди во историја, а нека се бават со граѓаните на Република Македонија, со социјалниот живот, со економските перспективи на прав пат. Во секој случај рано уште да се носат некакви сериозни оценки. Ама индикациите ги имаме. Правите индикации ги има. Интерпелацијата на министерот кој еден од знаете,
имам забелешки за сите министри, но генерално 3 најсветли точки. Нова влада се премиерот Христијан Мицкоски, 4 ќе ги ставам. Ајде заокружи на 5. Не, најотворено ќе кажам се. Мицкоски, Николовски со овој инвестициски потфати што ги прави, на вистина не можеш да најдеш забелешка во такво министерство кое е толку значајно. Значи Мицкоски, Николовски, Муцунски исто во криза се покажа одличен и Панче Тошковски тука негде завршуван кругот. А ја ќе продолжам. Значи, овие што се со 10.00 просек, еве со Апасиев термин да го кажам, со највисока оценка се отприлика веќе тоа, другите имаат 8-ци, 7-ци, има некои што паѓаат на испитот, но генерално десеткашите се овие. Сега, дали, извини, дали ова значи дека како се вика, можеби Панче Тошковски ќе смени траекторијата и ќе стане најлош министер за 2-3 месеци. Чувал Господ, пепелти на јазикот сега. У тоа министерство да направиш белја е многу лесно, да направиш глупост. За сега се покажува дека има интенции да се бори против овие криминални дејанија и сметам дека оваа интерпелација е тотално непотребна во овој момент. Абе, видели на Пандов му ја запалиле куќата. Па јас сакав да кажам некој збор, ама за крај оставив тоа. Не. Тоа е мафијата. Тоа е мафијата во Македонија. И ја ова го предвидев многу е криво, реков, една се сретнаме мучето, викам да издржиш, викам ќе те притискат. Се сретнавме во една кафана во моја кисела вода и му го реков да пази, ама дека сме сите со него, пази што му се случи. А што е поентата? Зошто му е запалил? Поентата е дека чепка дека не треба да чепка. Поентата е дека наводно кучиња носат ролекси. Тоа е поентата. Дрогата е поентата. Тоа што е во затворите, Златев е во кочани. Значи мафијата. И добро што ти ја на крајот ќе го зборев Пантов, на Пантов да бидам искрен, бидејќи со него од 2000 година не врзуваат и добри и лоши работи. И он еден начин сега е показна вежба што ќе ни се случи на сите што ќе збореме против мафијата во Македонија. А јас зборам од 20 година против мафијата во Македонија во еден друг подкаст. Значи сега треба сите да го поддржиме Пантов. Сите треба да го поддржиме. Без разлика кој е, што е, дали ни се бендисува или не се бендисува. За владата да се вратам. Ја малку поинаку гледам, инаку ти оценките не си лош, добар си, али ја вака гледам. Ја владата ја гледам како целина, Златев. Таму има еден лидер кој води напред, а тоа е Христијан Мицкоски. Моите комплименти за тоа како ја води владата, со сите проблеми на кои наидува, со сите пречки на кои наидува, и лично мислам дека како тим добро функционираат и покрај некои раздвижувања во влен. Еве, јас на најлошата област здравство, јас за Таравари давам преодна оценка. Иако го критикував ја него политички, здравството ги положи сите испити за случајот Кочани. Здравството беше најдобро организирано како реагираше. Кој беше третата тема што ја најавивме? Панче Тошковски, Кочани, што беше трето? Изјавата на Марта Кос. На Кос, добро, имаме време, немаме. Имаме како немаме. Крати ме ако са, еве добро, го опоменуваш, ја тука завршувам. Не завршувај, доврши и одиме со реклами. Владата... Ама во микрофонот правилно исправи. Тој микрофон. Ако ги гледате последните две истражувања, сите конкретни бројки кажуваат дека владата не води во права насока, поточно таа на економски, социјален, политички план оди во добра насока, граѓаните ја поддржуваат во некоја област 2/3, во некоја област 65%, во друга област над 55%, а впрочем тоа се економската област, тоа се здравството, тоа е полицијата, ги кажав на брзина за да не одзема многу време, и лично мислам да ги охрабриме да продолжат, да не залегнат во фотелите, бидејќи стварно се удобни тие фотели, ама тие фотели имат и прикриени боцки. Да внимават и да го памтат тоа што сум им го кажал, и лично мислам дека граѓаните кои ги критикуват, всушност во овие две истражувања, мислам дека ги знаеш тие истражувања, покажаа дека не случајно им го дале толку големиот легитимитет на председателски и парламентарни избори.
Ова беше засега нашиот гостин за утро Карл Маркс. И ќе се убија. И јас сум Фридрих. Ова најголем комплимент у живот некој што ми дал. Слате, слушај го. Ти кажува дека ја не сум комуњар, дека сум ја бивши комунист. Значи најголем комплимент си ми дал. Јас твојата прва политичка партија те валоризирам во неа. Благодарам. Може би 40 години подоцна, но почитувани слушатели. Ќе ти кажам, 88 година само исклучување направив од СК. Таман 40 години кога се 98, 2018, 37 години. За 3 години, 40 години, ти сигурно 3 години предходно си се зачленил, значи 40 години од твоето зачленување. Се сачнувам средна школа, ја не можам да лажам. Во трета година средна школа не зачленија, трета, четврта, така некако. Подом на дете уште од мал. Пионерче, бе, Титово пионерче, па Титова младина и така натаму. Уште сите вие кои сте на возраста на Сотир, а не ве зачлениве во политичка партија, што да ви правиме кога не сте кажувале кој бега од клас, од час? Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер заедно со Сотир Костов, ексклузивна анализа ово утро, добри коментари од слушателите. Се надеваме дека не успеавме да навредиме никого. До сега, сега веќе малку може да си ја подотвориме дизната за критики. Еврокомесарката за проширување Марта Кос ја опиша Македонија како една од трите најтажни приказни на Балканот. Незината изјава се однесува на застојот во процесот на пристапување кон Европската унија. Во интервју за Радио Слободна Европа Кос нагласи дека фрустрацијата што ја доживува Македонија е символ на застојот во европските интеграции. Косово е тажна приказна затоа што не може да тргне понатаму. Втора тажна приказна е Македонија. Знаете, кога со Украина би чекале онолку колку што со Македонија чека за почеток на преговорите, Украина тогаш би почнала да преговара во 2045 година. Тука е секако и Босна и Херцеговина. Јас имам една друга Црна Гора дилема, не. Значи, ќе ги оставиме настрана и Црна Гора, ќе ги оставиме настрана и Србија, ќе ги оставиме настрана сите соседи. Прашањето е, кој е виновен за се ова? Дали е виновна Македонија? Дали е виновна Европа? Во однос на Македонија, ќе ви кажам. Прво имавме проблемот со Грција, која е европска држава. И тој проблем со Грција, тој проблем кој Грција го имаше со нашето име. Немавме ние проблем со името на Грција. Грција имаше проблем со тоа што ние се нарекуваме Македонија. Го решивме на според нејзиниот претходник Јоханес Хан балкански начин. Што е тоа балкански начин? Ако не гласите, ќе ве ставим у затвор, гласајте. Тоа е балканскиот начин. И така европските вредности, европската цивилизација продоминира во Македонија на таков начин. И сега нека ни прости Марта Кос, што ние, за нас символ за Европа е тоа. Што да правиме кога Марта Кос нас, нејзините претходници од Европската комисија, како синоним за европските вредности, нас ни ги представија Крсто Муковски, Зоран Заев, оне како се викаше Бојан Маричич, тоа се. И сега Европа нас ни ги представи своите лица овде, така што уценуваа, така што работеа, така што крадеа. И сега ние кога ги гледаме ликот на Европа, нека ни прости Европа, ама баш нас тоа не ни се допаѓа. Тоа е прво. Второ, видов дека негде од септември или октомври Украина ќе влезе во, замислете земја која е во војна, која не контролира 25% од својата територија. Бројаме за таква земја. Земја која има милиони раселени, милиони бегалци. Од септември или октомври ќе влезе во единствената европска
роаминг зона, односно ќе биде кон цела ЕУ без роаминг. Господјо Кос, Западен Балкан, за да влезе во оваа телефонска европска зона, има аплицирано негде 2006 или 2008 година. И скоро 20 години чекаме да не примите таму. Чекаме без роаминг да разговараме со Германија, со Словенија, да се чуеме јас и вие, нели, професионално и да не платам јас за тоа 15.000 денари. И покрај тоа што имаме аплицирано скоро 20 години, наскоро 20 години не приваат во таа зона. А Украина има аплицирано завчера и од септември и октомври ќе ја примат во таа зона. И сега прашањето ми е, дали е потребно некој нас да ни окупира 25% од териториите, некоја голема сила, за вие нас да не примите во таа зона? Дали е потребно да имаме 3.000 жртви неделно, кој што има Украина, 3 до 5.000 жртви неделно, 3 до 5.000 човечки суштества умираат поради војната, поради руската инвазија на Украина, поради руската агресија на Украина, поради рускиот терор врз Украина. Дали е потребно и кај нас така да умираат луѓе за вие нас да не примите во таа единствена роаминг зона? И третото и финално прашање. Нашата приказна е тажна и вие сте целосно во право. Но нашата приказна е тажна не поради Скопје, ако сакате и не поради Софија или претходно поради Атина. Нашата приказна е тажна поради Брисел. И поради тоа што Брисел нема политичка волја и политичка моќ да го интегрира Западен Балкан онаму каде што припаѓа. А тоа е во европското семејство, затоа што ние сме на европска територија и ние не може да одиме на друго место. Се додека проблемот го гледате во нас, а не го гледате кај себе, и се додека ние сме виновни затоа што сме обесправени и покрај тоа што све што сте побарале од нас досега сме донеле, и сега кој ви викаме извини, ама доста беше. И одма ние сме виновни. Не. Виновни сте вие во европскиот бюрократски апаратус. Лотев, ваква дизертација одавна немаш направено, ти кажам, и не се трудам да најдам некој проблем, че да те чачнам, не успевам. Браво. Го мојот одговор или мојата елаборација. Nomen est omen. Името е знак, името е бренд. Грција успеа во тоа што го намерачи, некој вела 91-а, ја велам уште многу порано, а тоа е 86-та, кога северниот дел од Грција го прекрсти во Македонија. На жалост успее. Ке кажам зошто. Јазикот е нашата единствена неподелена татковина. Блаже Конески. Јазикот е нашата душа. Крсте Петков Мисирков. На него пукаат па бугарите. Да не беше смената на власта, како тргнаа и тие ки си ги остварија целите како грците. Значи, Златев, од ова што ти го елаборираше, јас како сиже, Бог да го прости, татко ми ке се сетам, кој ке ми речеше, каже ми сажето ми кажи. Најголемиот светски бренд е името Македонија, верувај ми во историјата. Јо, сега не био толку длабоко. Не, ама ја те прекинав тебе? Не. Чекај, ја те прекинав? Не, па биди парламентарен. Биди парламентарен. Значи, за него се тепаат сите, се тепаат за. Судбината очигледно не била запечатена уште Дройзен, германецот, кога ја фалсификувал историјата на Европа, а особено на Грција. Ние сме биле осудени да ги изгубиме овие битки, ама ние треба војната да ја добиеме. А војната ја добиваме што јас и ти до ден денес употребуваме Република Македонија, во нашите срца и душе екзистира името Македонија, значи од искон до вечност,
Другото не го употребуваме, кат-тат некоја генерација ќе си го поврати и јас и ти знаеме дека се избориме прекрасен македонски јазик. Значи и тоа ќе го добиеме. Сега за твоја Европа. Твоја Европа, знаеш, со подсмев кажува. Со таков первертиран вредносен систем и ти го кажа и докажа тоа, ја не знам што бараме ние во Европа. Значи, нема лидерство, нема демократски капацитет на татковците на Европска Унија, да не ги бројам, од Аденауер, Де Гол, Шуман, Де Гаспари и така натаму, и дозволуваат фашизоидни идеи да царуваат во некои членски на Европска Унија. Тие членки пред се Бугарија и Грција, да не заборавиме, ова вторава има неколку војни удари, а ова никако да се ослободи од Мусолини и од Хитлер, од психологијата, мислам, од социјалниот, психолошкиот склоп, и затоа ние страдаме. Ке се бориме додека мрдаме што се вели. Ја тврдам дека македонското никој пат нема да угине. Ја затоа се, ако сум пензионер, реков сум до крајот на мојот живот со еден проект незаборавник за македонските работи и треба да веруваме дека надежта последно умира, дека ќе успееме. Ја не знам зошто јас сум убеден дека ќе успееме. Како ја снема Југославија, никој ние не веруваме дека Југославија ќе ја снема, така ќе ја снема и Европска Унија. Ќе постои некоја друга форма, немој некој да мисли дека јас сум против Европа. Не. Ќе се најде некоја друга форма. Ќе се најде некоја друга форма, таму мислам дека ќе успееме. Од мене толку, Златев. Добро, други важни вести ово утро. Маржите се укинуваат, односно блокадата на маржите, веројатно, можни поскапување во маркетите тропаат на врата. Од утре маржите за над 1000 прехранбени производи истекуваат, а тоа би отворило простор за ново поскапување на производите во маркетите. Министерот помена. Ако се отиде енормно високо, дека ќе бидат дисциплинирани трговците, а ја од сега мислам дека треба да бидат дисциплинирани. Најнепослужна категорија се трговците зеленаши. И владата треба да биде поригорозна кон нив. Песар Дурмиши, министер за економија, рече дека во споредба со февруари, во март има дефлација од 1,3% во делот на храна и пијалоци, односно намалување на цените. Податоците за април исто така како што рече укажуваат на намалување на цените на храната и пијалоците. Треба овој тренд да се задржи, Златев. Земјотрес од 4,6 степени го погоди Крит. Грчките острови, таму плочите не мируваат, тие двете плочи, Турција, Грција и Крит, опасна работа, ама ајде да се надеваме ќе се смират. И прашањето кое целиот свет си го поставува е дали повторно светот има опасност од нуклеарен конфликт, односно Индија и Пакистан дали се пред војна. По еден терористички напад што случи во областа Кашмир, Индија го обвини Пакистан дека стои зад тоа, иако Пакистан негираше било каква поврзаност, и веќе има одредени судири помеѓу Индија и Пакистан, но она што е најопасно е дека станува збор за две нуклеарни сили. И тука мислам дека потребно е пред се меѓународната заедница. Кажи го, зошто овде ја нема ООН, Организацијата на Обединетите нации, зошто не реагираат? Сакаш онај генерален, како го викаат таму секретарят, сакаш генерално собрание. Совет на безбедност, пардон. Главниот проблем е што легитимитетот на Обединети нации падна од истиот момент кога Доналд Трамп ја презема Америка и кога буквално напушти од Париски договор за климатски промени. Ја одам подалеку. 99 година кога беше Србија окупирана и бомбардирана. Ама ти си во овој контекст во право сега, актуелно. Во овој момент Обединети нации, буквално Америка работи против било каква цврста меѓународна некаков меѓународен поредок. А сакаат да не плаќат Суетски канал и Панамски канал превод. Доналд Трамп се однесува како
некој сега да не сгрешам. Се немој на крај, не ми го напаѓај Трамп сега на крај на емисија. Но како некој каубоец кој буквално Лично мислам дека повеќе индијанец од колку каубоец, во друга прилика ќе ти го објаснам тоа. Ути немам време сега. Ќе ми објавиш крај на емисија. СДСМ мерките на владата за цените беа неуспешни, ако имаме дефлација, СДСМ вели дека тоа не дало посакуван резултат. Влен стана еден политички субјект, Таравари се уште е ни ваму. Ни таму, се уште е невеста. Неодлучна. Може би со тоа политички сака да си ја качи цената. Може сака да си ја намали, најдобро тој знае што сака. Да не му навлегуваме. Го слушав и кај Гаджиева, мислам дека не знае. Премногу е сигурен во себе, а потезите што ги прави, лично мислам, него и групацијата со него ги прави несигурни. Вучич, српскиот председател, најавува дека во следните 3-4 денови 2 пати ќе се сретне со Доналд. Трамп, председателот на Србија, синоќ изјави дека во следните 3-4 дена ќе се средне 2 пати со председателот на САД, јавува македонска информативна агенција на изиниот дописник од Белград, или што би рекле Скопјани, Београд. Ќе се сретнам 2 пати во различни пригоди во следните 4 дена. Не држете ме на збор, бидејќи ги помешав датумите и различните временски зони. Рече Вучич за време на обиколката на работите во новата детска клиника. Тој исто така најави дека очекува италијанската премиерка Џорџа Мелони да го посети Белград во август или септември, за која рече дека е заедно со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен една од најмокните жени во светот. Председателот Вучич синоќа по повод споменувањето на нов 5 октомври изјави дека има голема нервоза во редовите на опозицијата, бидејќи тие добили истражување и знаат дека паѓаат и се во лоша состојба, како и дека нервозата води кон понатамошна радикализација. Се е Србија и се е можно. Предолго таму некои работи нешто ескалираат, него тлеат. Едноставно мислам дека без потреба ги прават тие работи. Сега за самиот крај една убава тема. Предходно Сутир Косудов зборуваше за значајноста на брендот Македонија, на името Македонија, но сега Љупчо Златев ќе ви објасни како тој успеа да види нешто што никој во Македонија не успеа да го види. Ајде. Се претвори во уво. Имено, на погребот на папата Франциск имаше делегации, државни делегации од целиот свет. Од католички, православни, нели, од сите земји, од исламски земји, така натаму. Лидерите беа подредени по азбучен ред. Нашата председателка Гордана Силјановска-Давкова во тој ред каде што седеше веднаш до председателката на Лихтенштајн и председателката на Маурициус, мислам дека, или Мадагаскар. Добро. Мислам дека е Маурициус. Афричка. Што викаше најмалиот синко беше мал поинтот? Поинтата? ММ. Значи Македонија во протоколот на Ватикан не беше ставена под буквата Н, туку беше ставена под буквата М. Тоа значи дека Светата столица, Светиот престол се уште нас не признава под нашето старо име, барем протоколарно. Па добро, Францис и кој беше овде беше многу коректен, Златев. Многу убави работи кажа за нас. Секој пат имам прилика да знам што им зборува на делегациите кога одат таму. Многу коректен. Многу коректен беше човекот, алал да му е, лека му земја, мирна му душа. И ја мислам тоа од таму доаѓа. А има на она песна на Бело дугме, има тајна веза.
некако папата, Рим, имат од тие дали нивни историски архиви, имат документи за нас кои се оригинални и кои знаат дека ние сме изворни македонци. Много интересно во секој случај тоа што ние бевме ставени под Браво. Никој не го забележува во Тоа, знаеш што се Република вели? нашата земја. Аналитичкиот микроскоп или аналитичката диопција тие за ова прашање многу изострена. Браво. И новој настан, главното внимание за жал не беше по позитивно. Сакаше на порака ја зададам да го Само искористам секунда ова. за крај. Не беше по позитивно, туку беше негативно, кога црногорската делегација насмеани на погребот на папата направија селфи. Добро, и други правеа. И други правеа. Покажа дека малку не се разбираат во протокол, не малку, туку многу, и покажа дека малце не знаат за каков чин станува збор, односно дека не ги викнаа на прогласување на нов папа, туку на погреб. И сега на погреб селфи, нека Сакаш да ти кажам кој најки протоколи на Балканот има, нема да веруваш. Кој? Србија и Македонија. Ама ова треба многу да ти зборувам за ова. Вака некој сакам да кажам. Сотир, бројката и лично да се распрашаш околу ова моево со М. Не, готово, ја се сати, фала. Да. Ја и те пофалив, следи ме, плиз. Дури и личности кои работат Јас ти во верувам. кабинетот на Јас ти председателката, верувам. кога им кажав, рекоа, па да, ние не забележаме. Ако не си пренел, ја одма ќе пренесеш, Па знаеш. пренеси и ти за да стигне од две страни. Ватикан Браво. ја признава Злате. Македонија под нејзиното старо Ајде уставно име, Крсто Миковски, Зоран Заев и сите оние 80 пратеници кои гласаа за промена на името. Новиот папа Петро Паролин, кој како секретар ги прави овие кога го гледав протоколи, најверојатно иден папа, се не кога го гледав папа, погребот, некако види зашто па ја дојдов до еден заклучок. Добро што ми ти текна да ме поттикнеш да го кажам ова. Некои си 165 држави, 166 држави имаат делегации. Кога го видов тоа шаренило од народи, нации, од председатели, премиери, водачи на делегации и така натаму, 3 нивоа имаше, вака си реков. Овие сите овде, така добро наредени, пред нив имаше кадифени, едни дрвени сталки, не се сакаат сите. Бива некои што се тепаат. Ама сите примерни, сите со траор и тага за големиот папа и сите на едно место единствени заедно тага издаваат. Златев, поентата ми е. Зошто ние тоа не го покажеме за кочани, без да се делиме, без да се напаѓаме, без да се етикетираме, без да ги боцкаме некого, најмладите или родителите, туку да ги поддржиме, да сме единствени во тагата, да помине болката, да не помине во нешто друго несакано, кога ќе дојде ред за да цениме правдата или неправдата, тогаш ќе имаме секој секому нешто да каже. Верувај ми, ова мисла ми дојде кога го гледав погребот. Таму беа 165-106 држави, 6, а ние сме тука една држава, па згоре на тоа и мала, па со големо име, ајде, Unite Македонија, да се обединиме околу тагата, со добра мисла, сета ова работа да биде исканализирана со позитивна енергија, за да има завршница праведна и да биде поделена правдата. Ти благодарам, Златев. Еспресо со Љупчо Златев и Сотир Костов. Тука негде ставаме крај ново издание, почитувани слушатели. Утре нема да се гледаме, затоа што е државен празник, познат по многу пикници. Ке протестираме или ке јадеме скари? Ке печеме? Јас сум за второто. Второто? И секогаш помеѓу протести скара, одбирам скара од една единствена причина што никој протест во историјата на Македонија не донел ништо подобро. Тука си во права, значи, а многу ми е криво. А скарата ќе... Го слушна ова, тука си во право, а многу ми е криво за тоа. Па сега тоа и мене ми е криво, ама во право сум. Токму затоа утре е добар ден да го поминете. Ајде, честити кај прави мај.
Нека е честит 1 мај, денот на скарата, на пивото, Роза Луксембург ќе ти се налјути, Марко ќе ти се налјути, се немајте мало. и Клара Цеткин. И Цеткин. Но види, нека ми се наљутат, но јас сум сепак представник на буржуазијата. Доел, сепак сум газда. Јас не можам да протестирам. Како ќе одлучат работниците на Радио Лидер? Зависи од нив, а зависи од мојата волја за покачување на платите, кои се обидуваме цело време да се бориме со инфлацијата и да ги стигнеме. Ја си направам бун тебе се, ако сакам да те разнишам. Инфлацијата Како надворешен. Доколку имате протести, ќе размислиме, нема да повишуваме плати согласно инфлацијата, туку ќе ги направиме малку полинеарно и процентот ќе биде многу помал. Јавна Златев за председател. Останете со нас. Во петок колегиумот на Радио Лидер одлучи по стара комунистичка традиција да славиме ние и 2 мај. Па се знаеше. Значи, тогаш се скарата, тогаш се пикникот. И мислам дека дури во комунизмот 1 и 2 мај се славеле. Втори беше побитен. Не бе, се погодило како сега и рекле дај да споиме, нема логика. Да истераме ако сака ќе спојуваш? Од запослените да си фати четврток, може уште денес да си отиде, значи среда, четврток, петок, сабота, недел да се врати, понеделник на работа, еден мини одмор секој од нас може да истера од 5 дена. Не случајно реков јас Златев за председател. Значи, одлучивме во старата македонска традиција, затоа што изминалите години ми вадеа боледување, ми праве ово, викам, значи, што ќе се лажеме сите, дај да си споиме. Одлучивме да си споиме со петок, се гледаме, почитувани слушатели, повторно во понеделник, со уште едно издание на Радио Лидер, односно со уште едно издание на Утринско еспресо. Вие до тогаш гледајте да не испиете многу пиво, да не изедете многу скара, затоа што полека времето станува и жешко, а жешкото може да ве удри во главата.